Со Мицкоски и ВМРО за 2 години животниот стандард на граѓаните е целосно урнисан. Платите се најниски во Европа. Граѓаните се сиромашни. Народот живее многу полошо од пред 2 години. Податоците на УЈП за 2025 година покажуваат дека дури 73% од граѓаните имаат плата под месечниот просек, односно под просечната плата во земјата. Дури половина, 50% од вработените земале плата меѓу 24.000 денари и 36.000 денари. Ако се спореде со минималната потрошувачка кошничка, која изнесува 70.000 денари, значи дека на половина од вработените ниту 2 плати не им се доволни за да ги покријат основните животни трошоци. Ова, почитувани, е вистината. Најголем дел од граѓаните, од работниците, едвај врзуваат крај со крај. Животот стана прескап. Платите не го следат растот на цените. Храната стана луксус. Сметките се превисоки. Прекинувањето на растот на платите, одбивањето на владата на Мицкоски да ја покаче минималната плата на 600 евра, директно води до сиромаштија во семејствата на македонските работници. Родителите треба да мислат за секој денар. Принудени се да кратат од себе за да можат да им обезбедат основни услови за своите деца. Денес богато и финансиски добро стојат само Мицкоски и неговата криминална организација ВМРО. Кризата не стигнува. Поскапувањето на горивата е нов ценовен удар за граѓаните и ќе донесе ново поскапување на цените за храната. Со Мицкоски животниот стандард е срозен. Економски колапс чука на вратата додека ВМРО душмански краде од народот. Ви благодарам.